Почитувани, добра вечер. Вечерашната анализа на телевизија 24 ќе ја поделиме на два дела, а емисијата целосно ќе биде посветена на безбедносните и политичките предизвици за земјава, регионот и континентот после влегувањето на Северна Македонија во НАТО. Несогласувањата за европската одбрана меѓу Соединетите Американски држави и Германија, како и поагресивната улога на Русија во светскиот поредок. Емисијата ќе ја почнеме со ексклузивно интервју со генерал Патрик Дестремо, директорот на Институтот за високи студии на националната одбрана на Франција, кој беше во посета на Скопје, а ќе ја продолжиме со Ѓорги Филипов, поранешен македонски амбасадор, кој исто така се обиде да учествува и во претседателската трка. Останете со нас, проследете го прво интервјуто со францускиот генерал, потоа ќе продолжиме со емисијата. Почитувани гледачи, минатата година министерката за одбрана Радмила Шекеринска беше во посета на Франција, каде беше примена во Париз од највисоки представници на француската влада, а потоа следуваше посетата на министерката за Европа на Франција, Натали Лоазо, на Скопје, што е посета од највисок ранг од страна на Република Франција на Република Северна Македонија. Сега во посета на Скопје и генерал подполковникот Патрик Дестремо, кој е директор на Институтот за високи студии на националната одбрана на Франција, а со него ќе зборуваме за безбедносните предизвици во Македонија, но во регионот, како и за предизвиците на конципирањето на европската одбрана во контекст на НАТО. Господине генерал, добре дојдовте во Северна Македонија. Првото прашање би било дека во тек е ратификацијата за НАТО протоколот за Северна Македонија во земјите членки. Дали вие мислите дека со конечната ратификација, со целосното влегување на Северна Македонија во Алијансата, целосно ќе се амортизираат безбедносните предизвици? Merci de vos mots de bienvenue. Nous nous réjouissons que l'ensemble des pays ait signé le protocole d'accord le 6 février dernier. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la Macédoine du Nord et c'est une très bonne nouvelle aussi pour les pays signataires. Et l'adhésion à l'Alliance, c'est aussi une garantie de sécurité que tous les membres apportent à chacun d'entre eux au travers, comme vous le savez, de l'article 5 qui prévoit la défense collective de tous les pays membres. Да, во Македонија само што завршија и претседателските избори, избран е претседател од страна на наблюдувачите на ОПСЕ се оценети како мирни, фер и демократски. Мислите ли дека оваа стабилизација на политичката клима ќе придонесе и за побрза ратификација на протокол за НАТО? Cette adhésion, elle est aujourd'hui acquise. Moi, je voudrais saluer l'accord de Prestas, si je le prononce bien, du 17 juin dernier. Je pense que cet accord a été déterminant pour les processus d'adhésion et en particulier pour le processus d'adhésion à l'OTAN. Je salue en même temps la volonté politique, la résolution de tous ceux qui ont participé à cet accord, qui, je pense, peut servir d'exemple pour surmonter des difficultés entre les pays et entre les peuples, exemple dont ont besoin parfois d'autres pays de la région, et je forme le souhait que cet exemple soit repris. Добивме информација дека министерката за одбрана на Северна Македонија, госпогита Шекеринска, зборувала со представниците за Франција меѓу останатото и за зголемено учество на македонски мировници во мисии во Африка. Сега тоа е една прилично невообичаена информација за нас, до сега не сме имале такви најави ниту планови. Мислите ли дека едно такво зголемено воено инволвирање на мала земја како што е Северна Македонија би било добро за незината безбедност? La France et je pense plus largement l'Union européenne ne peut que souhaiter que la Macédoine du Nord participe aux opérations de maintien de la paix. Nous avons tous des défis de sécurité communs. En premier lieu, le défi du terrorisme. Mais nous pouvons que souhaiter aussi de pouvoir aider les pays qui nous entourent, et en particulier les pays d'Afrique, à être plus stables, à pouvoir
assurer le développement de leur population dans la sécurité. Ces d'autres défis, au-delà du terrorisme, sont aussi les défis migratoires, les conséquences à venir des changements du climat, et la participation de la Macédoine du Nord sera bienvenue. Je pense que pour la Macédoine et pour ses forces armées, c'est aussi une opportunité, une occasion de comprendre comment les alliances fonctionnent, les alliances militaires, de pouvoir former vos officiers et vos soldats à la participation à ces opérations. Да, но критичарите на таквото зголемување во воените мисии тука во Северна Македонија велат дека на таков начин земјата ќе биде повеќе изложена на да речеме терористички напади. Je pense que ce ne sera pas le cas. Cette participation à la défense des pays de l'Alliance, finalement, elle s'inscrit dans le protocole d'adhésion. Nous voyons bien aujourd'hui l'intérêt et le regard porté par les grands pays européens. Vous êtes sans doute au courant du plan stratégique annoncé par notre président de la République, Emmanuel Macron, avec la chancelière allemande, Angela Merkel, qui représente, je pense, une opportunité pour la Macédoine du Nord. C'est bien dans ce cadre que nous serons en capacité d'apporter une aide, que ce soit en formation, que ce soit dans des dialogues stratégiques avec votre pays. Et nous nous en réjouissons. Сега, од друга страна, оние кои се за македонското членство во НАТО, за македонското учество во тие мисии, излегуваат со една друга идеја, со една друга теза. Велат дека земјата би требало радикално да го смени својот пристап кон учеството во мисиите на НАТО, но и на Европската Унија, превела дека можеби би требало да ја декларира речиси целата своја армија во тие мисии. Македонската армија е околу 7000 припадници. Мислите ли дека е изворливо да речеме една таква идеја од другата страна сега? Je pense que cette décision, d'abord, elle revient en premier lieu au gouvernement macédonien de la prendre. Je suis convaincu, comme je le disais tout à l'heure, que la participation aux opérations est un objectif et sont des missions utiles. Après, tous les pays, la Macédoine du Nord comme la France, doivent s'assurer de leur sécurité. Vous le savez sans doute, le président de la République a pris l'engagement de dépenser 2% de notre PIB au profit de la défense. Nous rejoindrons cet objectif en 2025 et nous ne doutons pas que la Macédoine du Nord puisse elle aussi s'engager dans un plan de modernisation. Je suis sûr que ce plan de modernisation pourra être demandé, sollicité une coopération avec la France et que nous serons heureux de vous apporter à la fois notre expérience et nos technologies. Токму тоа сака да ве прашам, тоа е следното прашање. Македонија, Северна Македонија се разбира дека се надева на помош од своите западни сојузници, но со оглед на реалната економска состојба, лимитираниот буџет, мислите ли дека е можно земјава сега како веќе членка на НАТО да добие поголема помош во насока на модернизирање на армијата? Comme je le soulignais, je pense que le fait de se déterminer sur un plan de modernisation de votre armée, à la mesure de vos moyens, forcément suscitera l'intérêt, le désir de coopérer à la fois sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan technique et technologique. Да. Добро, да одиме малку пошироко во однос на оно што се случува во Европа и во светот. Се надзима, гледате ли вие проблем сега во односите помеѓу Европската Унија и САД, особено низ призмата на НАТО, низ брањата на американскиот председател Трамп за зголемување на финансирање од страна на земите членки, а се почесто се зборува, тоа отворено го зборуваат повеќе германските представници околу тие проблеми, а се почесто се зборува и за некаков зголемен воен сојуз помеѓу Франција и Германија.
Alors, j'ai déjà répondu, je vous ai dit à quel point la France était engagée dans la remontée en puissance de ses armées pour faire face aux grandes menaces et aux grands défis stratégiques. Et je peux vous dire toute la résolution de notre président pour doter l'Europe d'une autonomie stratégique. Il s'agit bien d'une initiative qui est complémentaire de l'initiative de celles qui sont prises par l'OTAN. L'OTAN fait face à certaines menaces. Il y en a d'autres qui sont du ressort des pays européens et ils doivent s'organiser pour y faire face. Les pays européens en particulier apportent une approche globale, une volonté de répondre à des crises non seulement par des moyens militaires mais aussi par des moyens civils, et c'est bien cette approche globale qui est souvent, face à des États fragiles, une réponse opérante. Et tout ce qu'aujourd'hui nous engageons comme l'initiative européenne d'intervention sont des leviers pour améliorer l'efficacité opérationnelle des pays européens, pour que les opérations qu'elles conduisent soient conduites avec efficacité et le souci de pouvoir répondre aux défis de sécurité auxquels nous faisons face. Ces initiatives, je le répète, elles sont vraiment complémentaires des décisions de l'OTAN et aujourd'hui nous n'avons pas moins de 70 projets de coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, ce qui montre bien à quel point ces deux organisations sont aujourd'hui engagées dans un dialogue de coopération et de complémentarité. Да, но германските представници, највисоки представници, меѓу кои канцеларката Меркел, веќе отворено зборуваат дека Европа не може толку да се потпре на НАТО поради политиката на Трамп и заговараат создавање на посилна европска одбрана. Верувате ли дека е можно такво нешто? Одбрана чија оска би биле Берлин и Париз, се разбира. Верувате ли во такво нешто како панда на НАТО? D'abord, l'Europe, ce n'est ni Berlin ni Paris, ni Berlin et Paris. L'Europe, c'est une union, mais c'est aussi beaucoup d'États européens qui font partie de l'Alliance et donc de l'OTAN. Et la première garantie de sécurité collective de tous nos pays, elle est bien à travers l'OTAN et l'article 5, qui en est un des articles les plus importants du traité. Quand les pays européens ont pensé important que l'Europe ait une autonomie stratégique, il s'agit à nouveau bien d'apporter une réponse complémentaire aux garanties qui sont apportées par l'OTAN. Критичарите велат дека протоколите на НАТО за одбрана на Европа и стратегијата можеби не се најсоодветно апдейтирани во однос на последното однесување на Русија во однос на агресивната руска политика кон Запад. Мислите ли дека е тоа така и мислите ли дека тука треба да се размислува за нова стратегија? Je crois vraiment qu'on ne peut pas faire le reproche à l'OTAN de ne pas prendre très au sérieux les menaces qui pèsent sur les pays membres et toutes les mesures de réassurance. Le plan de mobilité stratégique pris par l'OTAN, le déploiement de forces dans les pays baltes ou dans d'autres pays de l'Est de l'Europe montre à quel point l'OTAN est résolue à montrer qu'il est en capacité de défendre les pays membres et à répondre aux risques et aux défis, quels qu'ils soient. Да, и за крајот уште едно прашање, се враќаме тука во Северна Македонија. Што може да направат малите земји како Северна Македонија во однос на судири на тие големи геополитички блокови? Веќе го постави на друг начин прашањето, но еве повторно, тука вела дека сега кога влеговме во НАТО, а се случува тој некаков геополитички судир, дека земјава непотребно се претвара во мета. Je pense qu'il n'y a pas de petits et de grands pays. Nous sommes tous, le jour où la Macédoine du Nord a rejoint l'Alliance, membres à part entière. Et c'est bien dans un effort collectif
à la mesure de la taille de nos pays, de leur puissance économique, militaire, de leur capacité aussi d'influence, des liens qu'ils peuvent établir avec les pays qui les environnent, que tout ceci forme une alliance et finalement les forces et les faiblesses de chacun sont aussi les forces et les faiblesses de tous. Je suis convaincu que la Macédoine du Nord peut apporter beaucoup de choses par sa position géographique particulière, par sa culture, par les liens qu'elle entretient avec les pays de la région et par le très bel exemple qu'elle a donné de réconciliation avec bien évidemment la Grèce et l'accord trouvé à Presta, mais aussi autour l'accord qu'elle a réussi à construire, les accords d'Ohryd, et qui a permis d'éliminer le risque de conflit interne. Et ceci, à nouveau, je voudrais la saluer. Rappeler aussi que la France a aidé à ce processus et qu'elle est heureuse aujourd'hui de voir qu'il a vraiment porté ses fruits. Господине генерал, ви благодарам за интервю. Et moi, c'est moi qui vous remercie de cette occasion qui m'a été donnée de pouvoir représenter mon pays et partager avec vous des choses qui sont importantes pour la sécurité et la défense des pays européens, de la France et d'une Macédoine du Nord qui, j'en forme le vœu, rejoindra très bientôt l'Alliance Atlantique. Да, тоа беше интервјуто со генералот Патрик Дестремо, со кого зборувавме за сите предизвици регионални, безбедносни, геополитички, а емисијата, како што веќе најавивме, ја продолжуваме со господинот Ѓорги Филипов, поранешен македонски амбасадор, дипломата. Господине Филипов, го слушавме генералот Дестремо, ќе се вратиме на овие теми малку покасно во емисијата, значи во однос на предизвиците околу зачленувањето во НАТО, но со вас ќе поразговараме малку повеќе и за добивањето на датум за преговори со Европската Унија. Но ќе почнеме со она што е најскоро, најново на некој начин, завршија председателските избори кај нас, се избра председателот и вие ве прашувам за тоа и во контекст и вие сакавте да влезете во председателската трка, собиравте гласови. Со кои предизвици сега ќе се соочи новиот председател, што директно сега најмногу ќе му тежи на почетокот на мандатот? Добро. Само да поправам, значи не собирав јас гласови, не собирав подписи, туку се јавив на тој конкурс. Да, се јавивте на конкурсот, да, точно. Добро, и по нивната процедура ти е така одлучија и да, добро, не дојдовте до тој момент, Богу, да. значи да. завршија изборите како што треба, мислам во една мирна атмосфера, европска атмосфера на вистина и затоа им честитале на 20 учесници финални, а исто така и на претходниот и на господинот Лека, мој колега, амбасадор бивши, што вистина таа кампања помина во едно би рекол стварно на вистина европски манири на сите учесници и иако на моменти нормално доаѓаше и до искричења кои што може би не беа потребни, меѓутоа поглавно завршија изборите како што треба и она грижа како ќе излезе тој завршен изборен круг, што ќе се случи, што ако нема резултати, што ако нема излезеност, заврши. Сега имаме една чиста ситуација без разлика на овие. Таа неизвестност ја нема сега. Таа една неизвестност помалку на Балканот и во Македонија. И нормално сега председателот ќе се соочува со тоа што го чека, делумно знае што го чека, делумно не знае, зашто треба да влезе таму, да види што е, значи како и секој нов еден раководител кој ќе дојде на една позиција треба да види на што дошол. Значи прво што наоѓа, ќе се соочи веројатно прво со распоредбот на кадрите, иако тој изјави дека нема никој да биде променет или слично, меѓутоа веројатно во текот на својата кампања и во текот на подготовките на се дал некакви ветувања и ќе мора да ги исполни, така што оние челни места, главни околу председателот ќе мора да бидат променети и тоа што побрзо, иако тој смета дека нема да има партиско влијание на тоа кој ќе му биде прв соработник, не верувам во тоа, бидејќи сепак е партиски кандидат, колку и
и видовме дека изборите протекува во една таква атмосфера, повеќе партиска отколку избор на личности беше. Да, па има и анализи дека и самиот избор дека оние кои се неопределени дека не излегува на изборите. Значи тој ќе се соочи со тоа дека ќе мора да прифати некои решенија што можеби нема да му бидат по кеф, ама ќе бидат наметнати од тоа од оние што гласале за кои што работел. Ако верувам дека ќе биде, значи ќе најде еден пресек на решенија, ќе извади најголем заеднички именител и ќе реши, значи, таа ситуација. Понатаму се соочува со низа неподпишани закони донесени во собранието, што ќе мора да го направи, тој вети дека ќе го направи што побрзо, да се врати она нормална процедура кај што извршноста на законите завршува со неговиот подпис и после стапуваат во сила, објавувањето во службен весник и така натаму. Тие се некои формални работи со кои што ќе се соочи, а понатаму ќе се соочи и со соопштување на јавноста на неговата генерална стратегија за тоа што сака да работи што има намера да работи во поедини подрашја, бидејќи тоа сметам дека недостасуваше кај сите три кандидата, значи не се осврнаа на сите подрачја на кои што можат да работат, веројатно немаше ни време, а и нивните комитети или нивните кабинети или изборни штабови кои одлучуваа за тоа што ќе се пласира во јавноста, какви реклами ќе одат, па и за тоа што ќе се зборува, за што нема да се зборува. Сега ќе мора да се зборува за сите работи, па и за армијата, и за состојбата во армијата, и за тоа колку ќе чинат одредени работи, и за диаспората, како ќе се однесува председателот кон тоа, како ќе се однесува кон одливот на мозоци, што ќе се прави и со економски прашања, без разлика што ќе речете вие дека тој нема ингеренции во тие работи. Меѓутоа тој формално нема, меѓутоа тој е жител како и сите ние на Република Македонија, уште најодговорен и прв жител, ќе мора на одредени прашања да сугерира или со свој пример да покаже како би требало да се однесуваат одредени највисоките или високите чиновници, раководители со оваа држава. Ќе мора да соопшти стратегијата на натамошниот развој, иако е таа релативно позната, ќе речете дека ние сме за НАТО и за ЕУ. И тоа е многу просто кажано. За НАТО и за ЕУ има толку земји, па сепак во секоја земја има посебна стратегија за одредени работи. Тој ќе мора тоа да го соопшти и полека да ја спроведува, има време. Затоа нормално ќе му требаат одредени кадри, ќе се соочи со екологијата. Колку и тоа да не е негова работа, имаме дури Министерство за екологија, има Министерство за економија, меѓутоа тоа секој го засега. Не мислам само екологијата во материјална смисла, чистотата на тоа. Нема да доаѓа папата секој ден па да видат чисти улиците. Да. Тоа една работа е материјалната чистота, друга работа е чистотата во однесувањето, во самиот начин, во организацијската култура на целото општество, да го Добро, да кажавте многу работи за владата, значи за сите тие работи, бидејќи на некој начин недостасува јасни изјаснувања за тие работи. Досега имавме најчесто изјаснувања за нашата историја, за претходната историја, за тоа за јазикот, за соседите. На некој начин тие прашања се сега затворени, сега имаме што понатаму. Никогаш не смеа да се запра. Но овие работи што ги кажавте, значи не ги слушнавме од ниту еден председател до сега. Тоа го кажувам сега дека ние не ги слушавме, реков зошто, не оти не знаат дека треба да ги кажат тие работи. Веројатно се проценило дека не треба сега да се зборува за тоа, туку да се зборува за нешто што најмногу се навикнати луѓето, а на што се навикнати да се протиставуваат ВМРО и СДСМ и кој има подобри решенија и не знам што. И цела работа пак да се сведе на партиски, кој ќе победи партијата. Еднаш треба да заборавиме на тоа и да почнеме да ги вадиме личностите кои што ќе може да придонесат во ова општество. Партиите си имаат своја улога, меѓутоа и личностите, особено првите личности, кои што веднаш по самиот избор треба да заборават од кај дошле и да бидат раководители на сите. Што не е обврска на партијата. Таа вели, јас имам партиска задача, утре сум премиер и ќе испроведувам она што сум го ветил, зашто ме избрали, а ме избрали членовите на
на одредена партија. И тој си спроведува негова агенда без разлика, што на 49% може би други не им се допаѓа тоа. Меѓутоа, председателот станува председател на сите. Да, тој ќе заборави кој гласал, кој не гласал за него. Треба да заборави да спроведува една агенда која што ќе им одговара на сите, едно општество да создава во кое што сите ќе мора да го почитуваат и да го ценат, не заради страф од председателот, ами заради тоа што со собствен пример ќе покаже како треба земјата да се води. Да, веројатно дека со изборот на Пендаровски НАТО и ЕУ интеграциите, бидејќи се уште не сме формално целосно станале земја членка на НАТО, тече ратификацијата на протоколот. Веројатно дека тие процеси ќе одат помазно, така да се изразиме, отколку да беше избрана Гордана Силјановска-Давкова. Таа велеше и дека ќе направи на еден начин ревизија и на Преспанскиот договор, објаснуваше професорката како тоа би го направила и на кој начин. Мислите ли дека тоа беше возможно сценарио во однос на констелацијата на сите односи? Еве, уште еднаш да искористам прилика, иако на Фейсбук го направив тоа, да му честитаме јас би рекол на избраниот, не на победникот, зашто треба да забораваме кој е победник, кој е губитник, на избраниот председател, и да и честитаме и на Гордана Силјановска-Давкова за незиниот, така, пошто не имавме прилика да ја познаваме повеќе, професорката даде свој придонес воопшто во развојот на тамошната наша демократска култура во избор на нови личности кои што можат да раководат земјата. Меѓутоа, што се однесе од незината ревизија секако дека може да се направи. Меѓутоа, таа ревизија ќе биде на академско ниво. Тоа е исто како кога играте шах, па вие сте изгубиле партија, играле, не знам, Карпов и Каспаров, се изгубила партијата и ќе анализираме кај сме изгубили или каде сме добили и ќе заклучиме, ќе дојдеме до одредени заклучоци. Меѓутоа, тоа нема ништо да ја врати. Да ја врати партијата. Нема преигрување. Ние го подпишавме договорот. Не само што го подпишавме договорот. На тој договор аминува многу силни, влијателни држави, да не речам 4/5 од Советот за безбедност. На крајот целиот Совет на безбедност, ниту Русија немаше ништо против тоа. Доаѓањето на папата на извесен начин е исто така едно за окружување на тоа. Јас би рекол крајно зацврстување, втемелување на македонската државност, иако помина толку многу години од прогласувањето на независноста, дека сега можеме да кажеме дека конечно сите работи околу признавањето дали треба да постои Македонија или не треба се завршени. Еве и тоа со создавање тоа незино име Северна Македонија, дури и на последниот сосед кој што имаше против нешто е завршено тоа. И сега ние да анализираме и да најдеме подобро решение на кое што повторно ќе се навраќаат Соединените Американски држави, Германија, Франција, цела Европска унија, сите што се сложија, сите тие силни раководители, личности, државници кои што посетија Македонија, ние тоа да го исправиме, нема да го исправиме, зашто што и да исправиме, пак ќе треба да бараме признавање од нив, од тие држави, зашто не сте вие држава која ќе прогласите дека сте држава сте која другите ќе прогласат дека ве признаваат за држава. Таа работа мора да имаме во предвид. Тие што, мислам, свесни, реални политичари, не велиме дека ова решение што ние го подпишавме е дека најпрекрасното и најдоброто за нас, меѓутоа во моментот, во тој момент, реален момент, просторно, временски, значи временски и просторно со соседите, имајќи предвид со кои сме, беше едно решение кое што донесе мир во смисла на тоа да сме сигурни географски, да сме сигурни и безбедносно, дека можеме да се развиваме натаму. Тоа не значи дека сме сигурни за тоа како убаво ќе живееме понатаму, зашто за тоа ќе треба нешто и сами да направиме уште повеќе. Треба да се организираме, доволно сме окружени, да не речам, ние сме во срцето на Европа, а се уште не живееме европски. За тоа да го направиме, треба ние дополнителни напори да вложиме, како што ни препорача и папата, и да конечно да дозволиме да не всмука Европа
и да се развиваме, не значи смукнувањето во Европа дека ние треба да забораваме на нашата култура, на нашиот јазик и така натаму, нити па некој што влегол во Европа заборавил на тоа. Ниту италијанци се откажале од својот јазик, ниту грци, ниту бугари, ниту романци, ниту никој, ниту ние сме се откажале, уште повеќе. Ние го добивме јазикот, уште го стемелихме со овие 2-3 договори последни што ги направивме. Значи, од нас зависи натаму како ќе се развиваме, а во тој развој председателот видовме и како има многу големо влијание, дали позитивно и негативно, без разлика на напишаните уставни ингеренции што му ги дава хартијата. Меѓутоа, со неговото однесување може да направи многу да се оди напред, може да направи многу да се кочи назад. Да. Се надевам дека овој пат сме избрале сме донеле правилна одлука. Значи, од ревизијата на договорот, конечно, сметам дека нема ништо, дури тоа нема да може да го направи ни Грција, не само ние, бидејќи тоа е двострано. Може договорот да се поништи, има одредба, меѓутоа поништувањето треба да видиме до што ќе донесе. Да, на крајот и не треба премногу анализи доколку се реши да се поништи договорот. Тоа е толку едноставно, треба да се поништи, да. има одредба. Тоа е ако земјата сака може да го поништи договорот. Доколку го прекрши, поништено, или ако не се реализира тоа што е ветено дури и од грчка страна. Да, можеме ние на секое време да се вратиме на состојбата од која што се тргна. Тоа се знае што значи. Не важи НАТО, не важи се повторно одново. Ако сме доволно силни ние, и финансиски, и економски, и кадровски, и со луѓе, ништо не недостасува на Швајцарија таа може и сами да живеете. Иако е во центарна Европа, па не е членка на Европска унија. Дали сме, тоа е прашањето само. Да. Добро, го спомнавте доаѓањето на папата, неговата важноста на таа посета, ќе разговараме за тоа, но пред тоа сакам да ве прашам, веројатно дека следевте обраќањето на се уште актуелниот председател Иванов за време на посетата на папата, каде што во еден момент Иванов го искористи неговиот говор за индиректно да ги нападне и политичките противници, и договорот од Преспа, и целата ситуација, па употребни и некои прилично малициозни изрази, некако сиромашни во духот, тие, они и така натаму. Како би го коментирале тоа во момент кога доаѓа папа, човек кој се што прави пропагира мир, смирување, помирување и така натаму, да го искористите тој момент за еден вид на политички напад? Не е многу благодарно еден амбасадор кој што примил акредитиви од председателот да го критикува, меѓутоа можам да кажам дека јас не би го направил тоа. Значи тој момент не беше таков, особено зашто се работеше за папата. Тоа можеше да се каже кога ако требало веќе, ако имало средба со Меркел, со Макрон, да се употреби тоа, бидејќи папата на крајот не одлучува за тие формално не одлучува Ватикан или Светата столица дали ние ќе бидеме членки на ЕУ или ќе почнеме преговори или не, па да му се кажуваат нему тие работи. Меѓутоа, или дали меѓународната председателот Иванов е свесен за значењето на папата, на неговото духовно значење воопшто, бидејќи сепак тој на некој начин представува милиарда луѓе на земјата. Само по една компонента ги представува во религиозната компонента, значи не целосно. Тој освен што е духовен водаш, од друга страна е и председател на една држава. Таа е иста функцијата Светата столица. И затоа тој има влијание кај сите тие земји во кои што католици има, а тука се Франција, тука и Германија, тука скоро цела Европа, особено средните и јужните земји на Европа, да не зборувам, скандинавските земји се обично протестантски, тука е и Велика Британија, меѓутоа цела Јужна Америка, значи голем дел од човештвото имаат исповест религиозна католичка, значи тој сепак представува една маса на луѓе, не само од Европа, а ние нема што да и се лутиме на Јужна Америка, да речеме, така што не беше можеби место тоа се каже, меѓутоа председателот можеби имал своји причини зашто тоа го рекол, имајќи преди дека тој се има видено со овој папа неколку пати и можеби разговарале, не можам да кажам што. Јас тоа не би го направил во тој момент, зашто тоа беше еден кус момент на еден говор кај што требаше да се
да се каже, според мене, благодарам за таа посета, веќе папа во волку мали земји не доаѓа на 20 години, не доаѓа на 50 години. Не знам наредните 50 години, ако нешто ептен добро направиме, да дојде пак папа кај нас. Да, веројатно еднаш во животот ова се ни е случува. една благодарност и ние треба да сме благодарни за таа посета, бидејќи го гледаме и што пропагира ни светот. Таква му е ориентацијата, не е префилозоф, не е едноставно чисто оној дел духовен кој што би го кажал, да речеме, секој свештеник, меѓутоа кој ќе го каже папа е сосема нешто друго. И му благодариме за тоа што не врати, сите светски агенции известуваат секогаш каде е папата, не известуваат каде е кралот на Норвешка или премиерот на, не знам, Малезија, меѓутоа каде е папата, сите кажуваат во моментот. Така што Македонија доби една неверојатна реклама, гледав на вашиот дневник, размислувате колку пари сме потрошили или не знам што анализа. Сите пари што сме ги потрошиле се ништо во споредба со посетата на папата, зашто знаеме да трошиме пари, ама за тотално непотребни работи. Ова е Добро потребена реклама. Ова е навистина еден настан кој што треба да благодариме што се реализира. Нека не ме сватат погрешно и јас сум христијанин, ортодоксен и така натаму, меѓутоа тоа нема никаква врска со папата, особено имајќи предвид дека тој, односно Светата столица ги предложи Кирил и Методи за заштитници на Европа 1980 година, по долго време непризнавање, зашто тие као нели од класичниот латински јазик воведува првпат една миса да се служи, односно литургија и на словенски јазик. Тоа беше нивната мисија, повеќе дипломатска јас би нарекол отколку религиозна. Па сепак папите се согласија на крајот на тоа, дури и Свети Кирил е закопан таму, значи и друга чест му е дадена, а за нас се тие свети луѓе. Добро, а јазбуката што сме би нарекле кажале... така и немаме што да кажеме. Што би кажале на критичарите, меѓу кои беа и владици на Македонската православна црква во однос на оние критики некакви генерални, дека еве сега дошол папата во Македонија да не покрстува нас, да ја наметне католичката вера, па зошто дошол тој тука, што бара тој тука и така натаму, такви некои критики. Папата беше и во Судан каде што се само муслимани, оди секаде во свет, па не е таква улогата, па не ги прекрсти сите муслимани во Судан или некаде, или во арапските земји кои ќе отидели, дури во Саудиска Арабија, отиде најмуслиманската земја на свет. Значи, не се работи за тоа. Меѓутоа, тоа е таа 1000-годишна борба во христијанството се уште трае, за жал, и дел од нашите владици може би така го чувствуваат тоа. Ние велиме дека сме најхристијани, дека католиците побегнале од нас, меѓутоа, ако видиме колку сме средени ние сите православни, ќе мора да им признаеме дека се тие поорганизирани од нас. Ние воведовме нации во православието, кај нив се уште нема нации, значи немелат католична црква на таа и таа нација, ние велиме српска, македонска, бугарска, руска, грчка и така натаму, етиопска, антиохидска. Христос немал појма за нации кога зборува за неговото учење, за милосрдие, за духовен развој, за помош, за соработка, за почитување еден со друг. И не беа потребни такви, и особено што представник секојаш наш митрополит ја придружува делегацијата од Македонија, односно од Северна Македонија, сега кога оди на еднаш годишно, нели, во Ватикан, да одаде почит на светите браќа Кирил и Методи. И мислам дека е непотребно, иако го познавам Агатангел, не знам, ама си имаат и тие дипломатија, и тука јас би рекол дека знам дека тоа што ќе го каже да митрополите негов личен избор не е на Светиот Синод наш, затоа што митрополитите имаат исто неприкосновено право да се изразуваат сами, да кажуваат мислење за одредени работи. И тоа си е негов личен став, сметам дека не е став на Светиот Синод. Од друга страна, има и оние кои ја поддржаа посетата, велат дека со завршувањето со имплементацијата на Преспанскиот договор.
со влегувањето на Македонија во НАТО, со евентуално почнување еве и на преговорите со Европската унија, но сепак веќе сме земја и кандидат. Значи тука може да се каже дека сме решени на тој пат, дека со доаѓањето на папата некако се заокружува природно тој процес, дека и неговото доаѓање не е случајно. Јас тоа го кажав. Да, го кажавте. Неговото доаѓање е уште една помош, значи една мала дополнителна сила, можеби и не толку мала, која што треба да ги потсети европските лидери дека Македонија треба да ги почне преговорите. Зашто се случи токму пред ова одлучување, без разлика што е сигурно договарана порано. Меѓутоа, од искуство знам дека некојаш во последен момент се менуваат некои и тајминзите обично не се случајни, да. Не се случајни и сметам дека ова дополнително подсетување на Европската комисија, односно Европската унија, што треба да се случи со Македонија. Да, добро, датумот за преговорите е наша следна тема, но пред да почнеме со тоа, одиме со еден блок на рекламни пораки. Вие, почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме за брзо во студиото. Да, се враќаме во студиото со разговорот, продолжуваме со господинот Ѓорги Филипов. Дојдовме некако до датумот за преговори, кој го чекаме веќе со години, се најавува за јуни, но изгледа дека повторно е неизвестен. Вие добивате информации освен од медиумите, разговарате и професионално, разговарате и со дипломати, со невладини организации, активен сте на тоа поле. Како ви се чини вас? Добиваме многу контрадикторни информации, топло, ладно, нели? Ке добиете, нема да добиете, тешко е, не е тешко, вака, така. Како вас ви се чини, еве, состојбата? Видите, нас дипломатите, еве, ќе се наречам дипломат, иако не сум активен сега, меѓутоа не можем да одбегнам исто од таа функција како дел од мене. Често пати, односно најчесто не даваат чисти одговори, зашто се многу внимателни, дали ќе кажат вистината или не, бидејќи важи едно непишано правило, дипломат не смее да лаже. Значи, дипломат може да не каже нешто, ама ако излаже му се смета за многу голем греф, и затоа се тие внимателни изјави за тоа дали ќе има отпочнување на преговори или не. Ние ги следевме настаните околу Берлинскиот процес, последната средба во Берлин, или таму беа двајца премиери, односно канцелари, председател на држава, кои што се го представуваат моторот на Европската унија, значи тоа е Сојузна република Германија и Франција, и представници на земјите од Западен Балкан, кои што на некој начин припаѓаат на еден ист кош, иако на различно место се наоѓаат, ако се во кошот има земји што почнале преговори, земји што само што не ги почнале, земји што само не ги почнале веќе 10 години, како што сме ние. Овој момент кај еден од моторите, тоа е Франција, имаме такви случувања на протести кои што трајат можеби повеќе од година, на жолти елици, кои што еве дури не ги спречи ни тој пожар кој што беше една катастрофа за Шпанија од аспект на палење на едно национално културно благо, кое што полека прерасна и во светско културно благо, кој бил во Париз, а не отишол во Нотр-Дам, значи не бил во Париз, или во Лувар, или не видел Ајфелова кула, тоа се светски символи. И сепак протестите продолжуваат, а Франција е на прагот на избори, европските избори се, кај што е еден тест, и кај што председателот Макрон треба да ги извери повторно силите со главниот опонент, Мари Ле Пен, значи доста десна партија, и е многу внимателен. Таа десна партија, како што знаеме, е против проширување на Европска унија, иако не се работи овде за проширување. Западниот Балкан е географски веќе во Европска унија, се работи повеќе за всмукување на останатиот дел од Европа во закрила на... Ние сме веќе обкружени со земји членки. Со земји членки на ЕУ и со земји членки на НАТО. И со НАТО. Ако ги земе Србија, значи, а НАТО е веќе во Босна преку силите кои што таму се, односно во Косово кои што се наоѓаат.
И сепак земјите се многу внимателни. Мислам дека тука Франција е повеќе во прашње, е многу внимателна, иако не рече не, не рече отсечно не. Туку нам ни недостасуваат уште некои форми што мора да ги исполниме како законот за јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство, на страна тешки реформи што ќе не чекаат, ама тоа ќе биде со отпочнување на преговорите. Според мене нема ништо што толку многу кочи за да не ги почнеме преговорите во јуни. Бидејќи најсилната сопирачка беше всушност проблемот со Грција, односно нерешеното прашање за името, на тие разлики околу името, и сега конечно дојде до тоа решение. Грција и самата изјави дека таа прва поддржува и прва и инсистира, значи самиот премиер Ципрас инсистира кај европските други држави да гласаат за тоа, да почнеме преговори. Мислам ќе остане неизвестноста до самото одржување на... Може ли повторно да добиеме некое полурешение, како што се одложување повторно можно и тоа, ново ревидирање на есен. Можно и тоа, зашто има и некакви технички мали проблеми во однос на тоа што улогата на германскиот Бундестаг, значи на парламентот во надворешната политика е многу голема. Тие го променија уставот пред 10 години, кај што за секоја одлука од таков аспект мора да се гласа и во Бундестагот, а после таа секоја одлука треба да помине и во Бундесратот, значи и во горниот дом и во долниот дом. Меѓутоа, тоа се технички проблеми кои што може да се направат некои прегрупирања, реструктурирања, тоа што ќе биде на дневен ред на нивните седници, а овдека се работи за повеќе политички прашања, мислам, кај Франција. Тоа е моje гледање, не сум присуствувал на ниједна од тие средби, не знам навистина што било кажано, меѓутоа како ја чувствувам работата, бидејќи иако Франција доста го има олабавено тој однос во однос на претходната власт во Франција. Мислам, со председател Макрон има едно доста приближување на ставовите околу ширењето или не ширењето на ЕУ со останатите членки. Има и тој некои своји визии, ги најави пред една година, ми се чини, како треба да се развива Европа, сака Франција да игра појака улога во тоа, и тие, колку и да се негови, треба сепак да добијат едно одобрение пошироко, бидејќи Европска унија се на крајот на краиштата со консензус, тотален консензус на сите држави членки. Меѓутоа, не можеме да кажеме, мислам дека не постои човек што може да каже дека сигурно ќе ги почнеме преговорите. Да. Ама наше што е да не размислуваме, да правиме се, да не бидеме ние тие што ќе ни најдат некоја мана и ќе кажат па не го усвоивте тој закон или не направивте ова или не направивте реформи или не се спроведе реформа во власта или во администрацијата и така натаму. Оние што се бара во моментот, далеку од тоа дека сме совршени за влез утре во ЕУ, меѓутоа оно што се бара во моментот да не бидеме ние виновниците, и тука е до нас, односно до партиите, како ќе се договорат околу тие закони кои што формално ни се бараат за да бидат формалните услови исполнети. Премиерот Заев, кој обично е прилично мирен, стабилен, резервиран кога ги дава изјавите за меѓународната заедница или за Европската унија, во едно обраќање, скоро кога зборуваше за добивањето на датум, испрати и една поостра порака, рече дека ние испорачавме, време е за Европа да испорача, мислејќи на датумот и мислејќи на Преспанскиот договор, доколку не добиеме датум. Како ќе се одрази таа една турбуленција во однос на нашите надежи, како ќе се одрази тоа врз разочарувањето кое е очигледно дека ќе се случи после тоа, и мислите ли дека е дури можно и во некоја екстремна опција да го загрози и имплементацијата на Преспанскиот договор? Нема да биде пријатно во секој случај, бидејќи кај јавноста, кај нас постоеше мислење дека единствената пречка е нерешеното име со Грција. Таа пречка е отстранета, далеку од тоа дека Преспанскиот договор е потполно применет, не е имплементиран
Има многу точки од него што треба за 5 години да се завршат. Некои за 1, некои за 3, некои за 5 години. Особено оние точки на што никој не ги спомнува, се многу важни. Тоа е развојот на соработката инфраструктурна, економска, политичка, културна, научна, образовна со јужниот сосед, бидејќи нему му се дава со тој договор исто доста задачи како посилна економски, посилна политички, посилна научно земја, образовно, да помага во нашиот развој, во нашиот пат, на нашиот пат кон ЕУ, инфраструктура да се поврзе, што не беше случај до сега. Кај нас тоа не би било добро прифатено. Затоа сметам и премиерот рече ако треба 10 пати ќе се сретнам со Макрон. Значи само оди во прилог на ова што јас се го лоцирам, не е тоа проблем. Тоа си и Франција си има своји проблеми, тоа што и нас не засега, тоа е друга работа. Меѓутоа секој си ги гледа неговите. Не смета може би дека е толку значено и го гледаме и односот Германија е за Југоисточна Европа многу важна економски, многу значена, бидејќи скоро секоја земја размената трговска е на прво место е Германија. Не само Македонија што ни е нам на прво место и што надмина 4 милиарди долари од 11 вкупно што правиме, туку и на соседните земји. И нормално на Германија е многу значено Западен Балкан да биде што побрзо во Европска унија. Нашите граѓани ќе бидат разочарани, меѓутоа и тоа не би било крај на светот. Доколку ние навистина сме освестени и навистина сме тргнале на пат на конечни, на вистински реформи, како за договорот што направивме конечно решение, така и за ова една одлука конечна за вистински реформи, за намалување на администрацијата, колку сега нека биде болно тоа. Знам, сите ќе примат едни, не сака старите да ги отпуштаат. Утре ќе дојде нова власт и таа ќе прими нови, не било добро да ги отпушти старите. Не е добро никого да прима дополнително од администрација. Добро е да се развие економијата, да немаме потреба од нова администрација. Имам примерот на германските бивши земји од Источна Германија кои што влегоа во Сојузна Република Германија со огромна администрација. Например, за земјата Бранденбург имаше над 250.000 во администрација. Сега има 47.000. Каде отидоа тие луѓе? Не, реорганизација во администрација. Никој не остана без работа, нема ни 4% невработени во Бранденбург. Значи, постојат начини како да се развива земјата, да не мора секој да работи во администрација. И тогаш и тие случаи на непотизам, че не се ни потребни. Не се ни потребни во едно развиено општество каде што администрацијата има по правило пониски плати од тие што работат во приватниот сектор. Добре, ке нас има еден таков план на министерот Манчевски, вели администрацијата да се префрлува во приватниот сектор, но кај нас приватниот сектор некако тешко моди. Не, па да се пополнува администрација. Значи треба да бидат да се гледа големата слика како тоа треба да се направи. Не се тоа овие телефони па ќе го преместиме тука. Треба да најдеме зошто, како, се да се усклади и да се изведе таа операција и таа нема да биде за една година, меѓутоа досега имавме време, да не знам ни една влада таа операција не ја направи, а има примери, може да го направи тоа ако сака. Меѓутоа многу е попросто, ќе завршите изборите, вие сте ветиле на тие членови ќе бидат примени. Примете ги на работа. Што ќе правиме, од кај ќе им даваме плата, ќе се задолжиме. И онака не е голем долгот, нели? Сите со тоа се правдаме. Меѓутоа тоа не е решение и тоа го знаат премиерите. Го знае и овој премиер. Еднаш треба да престанеме да го... Како што имаше доблест да престане да го бара полесниот начин за раководење на владата, така и овде ќе треба да се направат такви некои резови, кои што можеби ќе болат на почеток, меѓутоа ќе доведат до зајакнување на севкупната состојба во стопанството, а со тоа и во администрацијата. Ајде малку да видиме за регионалната безбедност, за европските текови и предизвици. Мислите ли дека на некој начин со затварањето на проблемот со името меѓу Македонија и Грција, со евентуалното решение за Косово меѓу Србија и Косово,
полека потоа тежиштето веројатно ќе се пресели и кон Босна и Херцеговина за средување на работите и таму. Мислите ли дека Западот, кога велам Западот, мислам на европските сојузници и на Соединетите американски држави, ќе смогнат сили, ќе имаат доволно јасна стратегија и перспектива за конечно таа оска да ја затворат проблематична на Западниот Балкан, да го зајакнат и јужното крило на НАТО, па и како што вие велите, да ја обединат и Европската унија. Имаме двојство сега тука. Една е улогата на Западот, како што велите, и на Европска унија, и на Соединетите американски држави, друга е и нашата улога. Ние не можеме се да префрламе да чекаме дека тие ќе ни ги решат проблемите. Зошто не најдат сили Косово и Србија сами да го направат тоа? Еве ние со Грција на помалку или повеќе тоа го завршивме сами. Иако имаше доста помош од надвор, меѓутоа на крајот на криштата ќе треба тоа да го завршат Косово и Србија сами. Исто и во Босна ќе треба на крајот на криштата сите тие три заедници кои што живеат таму сами да го донесат решението, без разлика што Западот ќе полага, меѓутоа ќе помага, Западот не сака да изгледа се неку лесно се решава тоа, од утре наредба, затварање, не знам, не давање пари за развој или слушајте или не оди. Принципите се поинакви, треба се да се одвива демократски, на крајот да се заврши демократски, да се сложат и самите народи што живеат на тие територии што ги нарекуваме земји, да се сложат со одредени решенија. Ова би беше добра дефиниција. На тие територии што ги нарекуваме земји. Ние се нарекуваме земји, меѓутоа кога ќе земјите организираноста на тие земји не сме баш земји понекогаш. Значи немаме не ги имаме сите атрибути, да. Па не сме цврста структура, единствено еве папата кога чекавме малку личевме на вистински цврста структура, без разлика колку беше цврста, меѓутоа знаете дека постои држава, таму смеам, таму не смеам, ова смее да се прави, тоа не сме да се прави. Си отиде папата, ние ќе мислиме пак дека сите можеме се да правиме. Можеме да фрлиме ѓубре, може да паркираме кај сакаме. Дека нема казни, може да направиме каква сакаме прекршок, нема казни. Државата значи и казнување, колку да звучи тешко. Значи и казнување. Вучич изјави дека 15 години барем додека ќе бил он на власт, дека нема да го признае Косово. Добро, тој дава некако различни изјави. Еден ден ваква, еден ден онаква. Тоа се политичари што даваат различни изјави. Наместо да се каже дека ќе настојуваме да го решиме проблемот. Да се најде некакво решение, се одбира некој друг и тоа се покажува една цврстина пред сосвената јавност. Не ќе да го критикувам, не ми е тоа намерата. Сакам да кажам, придонесот што го даваат самите земји, самите водачи на политичари, често пати е повеќе во нивна корист отколку во корист на народот што го представуваат. И тоа ни една западна сила не може да ни го реши. Тоа мораме ние сами да се прекаршуваме и постепено да се подобруваме. Доволно е да следиме еден модел на тоа, дали ние се развиваме или не, како ќе заклучиме. Сме имале вакви уверувања, вакви ставови кон нешто, сме ги применувале 10 години, гледаме нема резултати, треба да се вратиме назад, една повратна врска, чекај, не мрднавме од место, што нешто погрешно правиме. Или имаме погрешни верувања, погрешни ставови, или погрешно ги применуваме. Упорно ги повторуваме. А гледаме како имаме инкрементални мали чекори напред, кога ќе сватиме дека нешто го грешиме, го поправиме, мрднавме напред. Зошто не раководат така, јас навистина не знам политичарите. Зошто не гледаат дека ако нешто не се решава 10, 20, 30, 50 години, значи дека нешто не чини. Или не сака да се реши. После се лутиме кога големите сили... Имаме ние случаи кога некои работи се сакаат да се останат така, да не бидат решени. Имаме замрзнати конфликти, Кипар, не знам, во таму Мароко, со неговата дел од Мароко, што е слично како Србија, Косово. Имаме и во Азија некои такви моменти, кај што едноставно не сакаат да се решат проблеми. Сега, може би е тоа и таков случај и тука. Меѓутоа да не се правдаме дека само западните сили не се виновни за тоа. Господине Филипов, ви благодарам за ова интервју, за гостувањето во Телевизија 24.
Благодарам на поканата. Одамна имате ново студио. Честитам дека ви. Па вие не сте били, Да, добро. Почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма, ви благодариме на вниманието и на довербата.